ти не можеш да седиш на две столици. Значи и да си тренер и да си борец. Прво не е фер кон другите, а второ не е фер кон себе. Сега, во денот имаш одреден прозор на сати, така ќе го кажем. И тие сати треба да одлучиш на што ќе ги фокусираш. Дали на себе и на своите припреми за некоја борба или на тие луѓе што ги тренираш. На двете не можеш. Значи од 5 сати ќе треба да полиш тогаш 2 со 2. 2,5 со 2,5. Ме разбираш? И така нити си добар во ова, нити си добар во ова. И не е фер. Втора работа, програмата што ја базираш на тренинг, треба да знаеш за кого и како ја базираш и како ја оформуваш. Еве сега ќе речам ја пример. Како не знам, најслаб мој дел се leg locks. Сега сакам да се борам, као цел ми да се борам. Не збориме, биџи ќе збориме. Тренизите, значи ја за да победувам на тие турнири, треба ги насочам спрема мене за leg locks. Така. За ја као да напредувам. Ама што е со други овде на луѓе што се борат ММА? Нив не им треба тоа. И са они ќе испаштаат ради мене. Сакаш да кажеш цената за да се надмине просечноста, за да ти бидеш врвен тренер, ти можеш да се откажеш од борбите и да го посветиш комплетно своето време во практикување или во тренирање на други луѓе. Колку од значи веќе спомна 2,5 години сам ги водиш групите. Да. Колку од децата и дали би сакал да издвоиш некој, да кажеме, што е моментално перспективен и е член на The Strongest и може да се гледа, да кажеме, некоја поголема перспектива? Види сега, ја не би сакал да двојам никој као посебно, не знам. Као да кажам ова е најдобар или најлош, сите они напредуваат од ден за ден. Ама еве сега ќе кажам како најактивен е моментално Марко за ММА изборам. За BJJ имаме многу борци. Марко Трановски не е моментално за ММА. Сега би го издвоил него како најупорен моментално. Значи имаш пример деца не се осеќаат добро, го боли нешто, нема дојде на тренинг. Ја викам, ако не можеш да тренираш, дој гледај. Овој лик ти е скрши прст, палец со аперкат, раката целу гипс, доаѓа вежба нозе. Вежба со десна.